тръгнем. 5, 4, 3, 2, Георски, 1. Георски. Идемо Ефтин. Како сме? Брато, одлично. Фала на гостопримството во ваш прекрасен дом. Сакаш на штипски или литературно, строго? Кој ти е? На тракански може? За тракански особено. За тие што не знаат, јас и Ефтин имаме некое заедничко потекло од... Ова е за да преведеме. Ние сме конектирани, односно тркање ни е конекцијата. Траканска Тркање линија. е едно кочевско село. Да. Не го знаете. Кочанско село, кој што мајка ми страната се од Тркање и сега твоите не знам од каде, ама ние сме тука некаде. Ние сме тамо, јас имам роднини брочеди, така да види, Тркање е опасна работа. Не, се шала на страна, значи има една приказна која што сакам да направам сценарио. Добро. Забавам и со сценарио. Добро. И има една приказна, сега не знам дали да ја откриам, некој да не ми укради идејата. Па ти кога кажеш тога ќе го пуштиме подкастот, не е проблем. Да, здраве 2025 година тамо. Али има ситуации тамо се многу копат злато. Утражат злато. Стварно? Да, Не сум знал. значи германци, турци, тоа све кој било окупација, Така? има многу злато тамо. И стално си одат луѓе со детектори си тражат злато. Дури има и наоѓаат злато као проколнати злата, не знам ти што. Ама се тоа од порив луѓето се збогатат, разбираш? Да. А не знаат дека богатството е во душата, не е во алтаните. Така, баш во меморијата, точно. Сега кога спомна злато, текна ми, нели покопање по злато, имам јас еден... Извини што те прекинувам, многу ми е фино оваа атмосфера, пошто во моментов пиеме виски. Како е вискито? Како се вика виски? Некој е Seagrams Top Pipers Deluxe Scotch Whisky. Дали Немам од појма, Шкотска ли ме интересира, пошто гледам гајди нешто има Сигурно тамо. од Шкотска, Шкотска. Овие гајди. Дека може да биде. Или у некоја... Од Марио не е сигурно оваа гајдата. Знаеш за тој што нашол коњак у некое село у Македонија? Не. Кај тоа беше- Поинско ли? Не, нашле од Прва светска војна, нашле од Наполеон Бонапарте. Добро. Да не знам знаеш од кога година, не е битно, значи нашле француски коњак у нивата. Нашол си го, ќе гледам и на таа страна, пошто имам и продуцентот од моја десна страна и мораме да поставиме комуникација. Така. Значи француски коњак или коњак кој што стар 100 години, така, значи Така. тоа е од некоја си војна закопана од војници и човек го наоѓа у нивата. У нивата си го наоѓа и као шо е ова? Стар човек, шо е ова? Го вика ракија, некоја најдат изчистат. И нема врска, чека да пробаме дали шо е, дали убаво. Пробат, засвиѓа и се. Убаво било 100 години коњак. Не е лошо, разбираш ли? Не знаат шо е. И со раки, со мезе, со шопска, коњачи и шопска. И едно време доваѓа, вика, ја имам некој на идеја коњак, стварно ли доваѓа некој експерт и вика, да видиме шо е, и го гледат 100 години стар коњак. Вика, ваа флаша, вика, кошта 10.000 евра. Разбираш, огромна цена. Да. И овај виш има ги спиено 100.000 евра ги има да испиено. Со шопска. Тоа е буквално да ги спиеш парите, брат. Така да ги спиеш парите и друга, што е битно, он мерако си го напил, не е до парите, човече. Мерако е битен, да пиеш 100 години француски коњак. Не само да си пил и да кажеш утре, имаш ли ти пиено 100 години француски коњак? И тај ќе го купе, значи тај ќе го купе 10-20 000 евра и тамо ќе стои брат, сигурно нема никој да допре. И што тај ќе окупува на клик со нарачки, со не знам ти што. Ама ќе купи исто ќе стои витрината. Он тука си го има нивата, човече, на откопал си го. Се чуваме домашното. Јас имам... Не може да се пцува тука. Слободно. Во оде на YouTube, оде нецензурирано. Едино може да ме демонетизират, ама уште не сум монетизиран. На италијански, ма вафанкул, бекат се. Некој по-фино ми е италијанскиот. Леле, ако не ми покажувате Италија, ти си крив да знаеш. Кога не те покажува? У Италија ако не излагам на search results. Sorry, de tutti per giorno soy compositore brillante, famosissimo. Sì. Milioni di benvenuto sono commosso. Però Eftim è capo di capo tutti the theater. Glumi nešto. И водата убава? Увата убава, да. И ама ако кажеме што е па спонсоршип ќе биде. Не кажуј. Ама ја му кажа на Милан, ваа вода ми има вкус како риби да може да гоне.
Ама и тоа не е лошо. Значи, и рибите водат љубов под вода, така да... Просветена вода Нели, некоја. Нормално. Тоа знаеш како татко ти и мајка да си ги замислиш како водат љубов. Малку незгодно е, Имагинација. Да ме не смеат. Што е тоа? Немаш шанси, како тоа? Нема, како... Кој е табу обштество сме човече? Нели? Ме никој не е учил ни за секс, ни за љубов, ни за... Не, брат, терај! Се сам. Терај сам ќе... Сега сакат да уведат, нели, сеопфатно сексуално образование за училиштата, за школата. Да, имаше нешто. Не знам за која цел, не знам за како. И кој ќе го презентира? Мене ми интересира кој е тај што ќе презентира тамо. И мене. Значи практично како тоа ќе се одвива, да не сум гласен многу. Не, тамо си, супер си. Возбуди се некако. Ја би сакал да аплицирам за тие фондове, Сега. ама не знам како иде таа процедура. Имаме Дали кој го беше знаеш, вчера на кој беше вчера? Сакам ја да процедирам, ама не знам кој иде таа процедура. Вчера на преспон епизод кој беше тај талат има сестра и така ја имам сестра братучетка таму фонд за иновации што е некоја таму десна рака ќе средиме. Не е проблем. Се така брат, се со на чичо десната рака, на бате левата нога, не знам ти што. За жал, така функционираме. Се е со пријатели, а добро е да имаш пријатели. Така. Сме живи и здрави. На здравје. Функционираме и тоа е добро што функционираме. Преска не ти докажа за златото, значи јас имам еден часовник латен, оставен од некаде. Дека ме интересира само. Само тоа нема да го откриам. Само тоа нема да откриам. На сигурна локација во Швицарска е. Од депозит. Кој наводно мојот таткото на мојот прадедо или мојот прадедо у Траканско, на некаде на нивата, го има најдено. Што збориш? Германски часовник, значи од времето на германците кои били тука, на некој некаде му паднал некаде и после X години го наоѓаат. И се чува. Работели се? Мислам дека не, не е некој кој знае голема вредност. Ама е златен. Да. Па сега. Жолт, сега да будем мај. Жете, веројатно златен. Жете, сега чим не е зареагиран после сите тие години у Траканска почва таа орана копана, така да мислам дека... Значи управо сум дека има многу злато. Па многу не, ама нешто има. Ама за еден саат има, ќе се најде. И има многу ситуации со тие германците, ти викам, има една случка многу јака, дедо ми расправа. Соседно село, ама не е битно, има и баба у Тракање кој што ми има расправано за ситуација со германците. Страшно ти викам, значи не откривам ситуацијата, баш сакам да ја направам како приказ на целата прича, ама е многу мокно. Значи има покрај тоа што, знаеш, во секое село стапнале како фашистите. Ама имало и луѓе кои што биле луѓе у сето тоа. Така. И си има конекција, конектира се луѓето. Свето е, например, денеска сестра ми живее во Германија и докторка и таму работе. Така предходно тука биле германците окупирале, убивале, па сега, знаеш, некои спасувале животи, сега сестра има да спасува Германија животи. Конектирани сме. Не сме свесни колку сме конектирани. Тоа е многу чудно колку само мислиме дека ние кој знае колку време е, а тоа е само 2 генерации, као двајца луѓе, човек. 20 век е страшна работа. Ја тоа на дедо му викам. Дедо, викам, он е роден, знаеш, 31 и викам, поминал си толку многу, значи, војни ситуации кај што не имало телевизии, кај што не имало струја, кај што не имало автомобилизам, кај што не имало индустрија. И сега вика, доваѓа до 24-та година на Марс ќе се качиме. Викам, верно ли ти? И му покажувам го телефонот, викам, дедо, тука има све. Има на ова чудо. Се има на телефон. Значи сите информации, сите конекции се имаш на телефон. Апсолутно можеш да се можеш да студираш преку телефон. Можеш да човече, у моје време јас кога бев средна школа немаше ни мобилни, значи мораш да отидеш, телефонот беше у ходникот. Така. У ходникот си стои и нема ти друга, ќе одиш на ходникот фиксен так да се јавиш. Да. И таму звони, кога мрзете да станеш дојдеш до телефонот, па таму треба да чекаш да се дрвеш на телефонот, да збориш, па не знаеш кој ти се јавува. Да. Разиш па некои тајни тука симпатии нешто. Така. Лудило беше. Така. Имаше една ситуација, нешто излезен јас, журка нешто средно. И спази, уште го чувам тоа како спомен, интересна ситуација беше.
И се запознал со една девојка и као ми дава број. Знаеш, ми дава број, ама ми дава број, фиксен број ми дава на ливче од цигари. На ливче од цигари напишано со креон. Јак. Адриа, кој Инстаграм и кој Фейсбук си човече. И јас го земам тоа ливчето со креоно. И, ама сега многу испиме вода. И са бајлето ја викам, чекај, шо е ова? Број, викам, јас сум земал број човече. Викам, чекај се јавам само, викам, како се викаше девој? Не, текнува брат. И седам пред телефон у ходнико, на ладно, без струја, без силици, без ништо. И чекај, тоа знаеш како се врте, значи така беше, не беше на да, со ние со бројките. Со бројките, со вртењето, со тр. И вртам, викам, чекај да сврдам, викам, кој да тражам, викам, да прашам, викам, дајте ми го девојчето у куќата, не е незгодно се, разбираш. И среќаш сестра ми помина и вика, како си помина вчера со Марина? Марина! Бак Джеси, Марина. Леле, легендарни време. И кратко после тоа, мислам, јас уште сум бил мал, не сум готов фанал, ама јавеш се, а ти го сакаш да си јавеш, цело куќе се нема интернет, никој нема интернет, нели? Беше или едното или другото. Знаеш ги оно конекциите? Добро, јас толку не ги памтам. Мирц имаше, значи имаш, отидеш си, платиш си таму, до скапо беше, отидеш во интернет кафе, да провериш мејл, брат. Мејл. Одев да се возбуден бев да видам што има на мејло. Значи имав мејл и сакав да видам што е, YouTube, не знам што е тоа YouTube, не постоеше YouTube. А тоа беше само пред 20 години. Да. Ништо повеќе. Ништо повеќе. Значи урокот на една петина или една четвртина од просечен животен век на еден човек. Апсолутно, да. Како е тоа толку? Значи факт е, непобеден факт, дека моментално сме во најбрз развој на сите аспекти, значи од социјални, добро, општествени, социјални, не сум сигурен, од научен, технички, медицински, транспортен, експоненцијално. Да, апсолутно. Поточно кај како се развива, пример, моките на процесорите, процесирачката мок од години до години се развива експоненцијално, значи оде вака нагоре графата, не да речеш да оде вака па или стагнација или нагоре. Експоненцијално, значи и па сме затуцани. Па сме за никаде. И па некој сме да се затуцани. И па си завидуваме, па сме сакаме само да јадеме, да се збогатуваме, да никој не гледа душевни вредности, никој, знаеш, монологот баш на Чаплин, филмот Диктаторот, кој вика this earth is rich and there is place and for everyone. Така. We think so much, we feel so little. Боре дека мислам многу сигурно си огледал. Да. Мислам дека да, со Чаплин кој црно-бело, нешто така да. И знаеш, оваа земја постои за сите и има место за сите, така. Има и храна за сите. Мислам, оваа економија, системот економија кој што е измислен, кој го тоа измислил, баш имаше статистики, сега ги проверува. Значи, страшни се статистиките колку има гладни луѓе. Значи, годишно умират, не знам, 8 милиона луѓе од глад. Така, значи, у Америка се трошат 30 милиарди за програми за слабење. Така. Пример. Ја гледаш тука натурално има некој дебаланс. Лудило. Да. Има луѓе, ја беше у Африка. 2007 беше у Африка, Уганда. Да. Прашаме зашо? Зашо беше Уганда? Представа да. Вау. Сум бил Уганда. Дури до Уганда. Уганда, Кампала, Хардкор Африка, брат. Идеме таму, а тоа беше, кој ти кажам, значи 2007 ебола. Вие тука не ни знаете што е тоа ебола. Значи ебола е еден пред другар на короната. А многу заебан другар кој што маме еве за 24 часа ти се распаѓа телото. Така да короната, таму, мислам, еболата, никој не ни знаеш, ние одеме таму и као и представа, брат. Престат, доаѓаат црнци тука сите, Братство единство беше фестивално нешто сите. Така. Ма лудила, фантастика. Значи преубави луѓе. Значи така. Бионси може вода да ја носи на сите жени таму. Значи, така да беше прекрасно. Само што по статистика секој трет од сида заболен беше. Да. Ебола на секој чекор, маларија ништо не е страшно, умират на секој. Значи они знаеш како викаат? Ја викам зашто сте толку среќни? Гледам насмејани луѓе. Ти се живи, брат. Вика не, вика, да. Вика денес, вика знаеш зашто? Вика зашто денеска го живеаш животот. Вика денеска бев жив. Значи они живеат ја сегашноста. Не живеат и дните како што ние трчаме сега да бидам среќен после, да бидам утре, заутре среќен. Никој не гледа денеска. Да. Леле, уште во да го направам, да купам кола, да купам стан, да завршам во, да направам тоа и после ќе бидам среќен. Не сега.
и мине ти животот. Значи, моментот е сега, додека збореме, ние да се чувствуваме среќни, да се опуштаме, да се зезаме, да сме на позитивни, така да ти пренесам нешто, да ми пренесеш нешто. Така. Тоа е целта. И тоа е успешен време поминато. Инаку што е целта? И на крај краишта никој не лаже, ние самите се лажеме. И слушај, одем у Уганда и тај ми вика од Австрија, вика, што примаш ти, вика, вакцини? Ништо. Вика, ја 3 терапии за ова, 6 вакцини за оноа. Вика, не знам, нас не поштија со едно апче за маларија, толку. И вика, нема врска, супер, носене мајки, носене, вика, ќе одиме на ресторан, вика, супер, вика, храната многу убава, вика, јадат тука од Европа, само ќе молам, вика, немој да фаќате предмети, можно е да има ебола. Можно е да има ебола. Значи, ако умреш. Ништо страшно. Така, они така си го доживуват. Јас за 10 дена 10 кило ослабна таму. Ама кафе пие, брат. Многу јако афричко кафе, оригинал. Од тога не пијам кафе. Зашо? Па затоа што тоа беше најубавото кафе што сум го правил. Сензација, нов вкус доживуваш. Може да спиеш литар, ништо не ти е топ, ти е човек. Такво нешто не си пробал. Оригинал афричко кафе. И тука што го пиеме кафето, знаеш, нема врска. Така. Така да. После тоа се друго ти е Барно, тоа е прва класа и тоа, ама видиме хардкор Африка. Луѓе, знаеш, кои што целото укал, целото без улици, и замисли Кока-Кола и таму има реклама. Една дрвена барака, офарбана со црвено и пишува Coca-Cola Side of Life. Значи секаде, сите страни на животот. Секаде, брат, секаде стаса тоа. Значи, да, противно. Лечи ебола. Баш тоа дека луѓето знаат да си го живеат и си го живеат животот и се стрекни за животот. Баш живеат го, значи треба да го живееш животот. Така да пателите корона, значи живеете го животот. Се. Шална страна, немој да баталувате, земете малце, свестите се што правите, како правите. Сериозна е работа. Да. Не може да ги луѓето се мене свест, значи едно време се плаше, па се не се плашат, па се плашат. Видно никој ништо не почитува. Така да. Па да, и тоа беше, нели имаше на граф интересна на присутноста на ковид и страва на ковид и како мине времето така се мене, нели? Присутност на ковид се зголемува, страва се намалува и Текнували ли за тие поповите што кај беше? Ковадарци. Ковадарци со такво. Мислам, јас се почитувам луѓе, значи, нели, секој има право да се верува и во религија и во се, ама у 21 век што збореме, денешно време на Марс ќе се качиме, Илон Маск 2024 планира на Марс да се качи. Да. И сега ние ќе го бркаме ковидот со кандил. Не иде баш така работа. Чисто релативно интересен факт. Германија, мислам дека беше Германија, се пронаоѓа присуството за прв пат у човештвото, се пронаоѓа присуството на алфа на нуклеус, со тоа и на протони, мислам. Присуството на нуклеус, значи тоа кажува дека молекулата е составена помали, нели, атоми, и сега атомите, што се и, нели, атоми има внатре нуклеус и протони, неутрони, како вртат се, тоа не е битно. Со има тоа се вика gold foil експеримент, со речеме пукање на алфа честички, има таму некои, да не навлегувам, не е битно, ама докажуваше присуството дека постои нуклеус, брат, дека си. Таа година Гоце Делчев умира од турците. Или од 1903 година. На 2000 км од тук. Тоа јас колку знам, и тоа мислам колку знам. Онака чисто на час 7 тај gold foil експеримент, така. Или од 1903 и си викам, мај моја. Ние векам ушме били, викам, по турска власт, уште аскери, маскери, востани револуции, види, викам, германци, баш оно изреката, нели, што вика германци, шуни технологии, за некои нови технологии, американци вика, вау, new technology, ние викаме, мамо дева, знаеш, што си измислили вие германци. Да, ама знаеш како, и денеска те ти седеме сега пиеме шкотско виски, јадеме амерички чоколади, а у Уганда децата нема што да јадат. Да. Свегеш, значи, така да, тоа не е, човештвото не е обиденето. Ние сме една нација, луѓето, сите нации сме едно. Така. И додека не се освестат луѓето дека нема потреба од војни, дека нема потреба од окупации, дека нема потреба од не знам,
узурпации, дека секој може да работи што сака и кога сака за да приноси Да. на општество. Така. Ја разбирам индустрија прогрес да се мотивира човекот за да се мине себе си. Така. Затоа се потребни тие алатки како што ги има, како нели економија, како индустрија, како не знам, Ама по која цена? образование и све, но сето тоа може да биде, сакам да кажам дека пак сме ние рана развој на човештвото. Ние сме интелигентна, мислам, ние интелигентни суштества, Така. ама се уште сме многу рано во новата година. Јас... Дори имаше, знаеш, човештвото знаеш колку постоje. Ако планетата Земја постои цела година на една скала, Така. да се мере, човештвото постоje последните 5 минути. Толку постои во човештвото на оваа планета, Да. кој што овозможила за живот и интелигентен живот. Така. Кој што Така. веројатно и го има и на други планети. А за тоа подоцна. Да, затоа по рекламите. Не, шалам се, нема туку реклами. Нема туку паузи од 15-20 минути. Тоа што кажам многу добар пример. Затоа сега што ќе го кажаме е дека колку само еволуцијата како еволуција, пример природната еволуција и селекцијата е релативно спора со тоа што сега него тоа што се дешава сега, денешно време. Значи еволуционо ние не сме спремни како луѓе, како битија да примаме мислење или да примаме критика од 5, 6, 8, 10 милиони луѓе истовремено. Беше гледален документарец, вика се The Social Dilemma. Ако не си го гледал, да го гледаш, многу добар. И препорачан, highly recommended. И баш се става на израз тоа зашо има толку голема криза, пример емоционално со социјални мрежи, со Facebook, со Instagram, со TikTok, зашо млади деца се убиват ради тоа, паѓајќи депресии и се тоа. И една од така поддржаните теории, интересна теорија е дека тоа ние толку брзо што напредуваме како општество со науката, не само со науката, со технологијата, конкретно да кажам, со социјалните мрежи. Значи секундата ти кога ќе опавржеш целиот свет со интернет или секој да има комуникација, па и тоа у наредните 10 години сега кога што збориме, 15 нека се, ќе се усоврши до степен да можеш моментално истовремено ти Апсолутно. да гледаш. Тука настанува проблем. Значи ние сме луѓе, ние сме битија, ние сме племенски суштества. Tribal people. Да речем. Да, на големата слика кога ја погледнеш така е. Така, значи ние сме создадени сме и создадени сме. Така сме израснале, да речем, на еволуционната скала, со тоа што да живееме у племиња, само така можеме да оставаме. Заедно да ловиме, заедно да јадеме, заедно да спиеме, заедно да сечеме дрва, заедно да палиме оѓен. Да, ама тоа е било племе од 30, 50, 80, 100 души. А сега замисли истото, само не се 50-100 души. 5 милиона души си. Страшно е, И- значи, да. извини што те прекинувам, страшно е, јако се роди имаше човештвото 5 милиарди. Сега има 8. Знаеш колку луѓе се тоа? Многу луѓе се тоа. 1918 до 1920 е Добро. шпанскиот грип. 2 години. Така. Шпанскиот грип, тоа што човештвото има 2 милиарди, 2,5 милиарди има човештвото луѓе. Од кои што 500 милиона заболуваат од шпански грип. Така. Не знам како заболиле. Не знам, значи денеска ми е јасно како короната се Да, шири. да. Пандемија, заради тоа што се е конектирано, за Да. 1500 нараси до Германија. Така. Така да, знаеш, 500 тоа е скоро една четвртина од човештвото се заразило од шпански грип и имат 50 милиони умрено. За 2 години се прекинува пандемијата. И сега јас си го спредувам со денеска, значи нема ни година, уште малце ќе има година од корона. Мислам Малце дека помали се на година бројките. COVID, да. Малце помали се бројките Да. и за заразени и за смртни случаи. Така. Ама може да замислиш од тоа време кај што не е било конектирано со Да. човештвото, кај што не е имала глобализација, тоа се случува. А инаку за тоа што викаш за депресијата, ја баш имав една статија прочитана дека 2036 година ќе биде нормално на децата да им се дава антидепресиви од млади нозе, затоа што преголеми скокови ќе има у цивилизацијски скокови, Така. кои што ќе бидат тешки за примање, да ги Така. знаеш, на Марс ќе се качиме и ќе живееме. Да. Така. И ќе биде нормално да се дават антидепресиви, така да ние сме
ние почнаме, мојата генерација почна таа депресивност, антидепресиви, Така. и да, кој може, ама нормално сам треба да се избориш со тоа, ама сме затечени у таа состојба да мораш да станеш депресивен во човек што да те депресира, сваќаш ситуацијата и да не знаеш што ти е. Така да ќе се надмини тоа. Све е нормално, тоа што нема те убие, ќе те направи посилен. Е така. Видите, јас не се согласувам дека до 36-та ќе се стават, нели, на сите ќе се дават антидепресиви, пошто мислам дека како брзо доаѓа, така и брзо сваќаме колку е само лошо, барем што гледам што и слушам и што слушам подкасти и по Америка и по Англија и натаму и што гледам и вести и што следам студии и што следам документарци. Значи почнуваат да луѓето да се освестуваат за тоа колку само се заразни антидепресивите, значи како нели како баш како апчиња како се. Да, фармацевска индустрија и се врзани со фармацевската индустрија. Да, значи за тоа не може да и секој пат кога треба да направам, пошто јас како сум научна последината кога треба да дам аргумент за вакцина, против вакцина или нешто, секој пат со тај аргумент се соочувам. И викам да, јесте, не можам да обвинам, нели? И се манипулатори и стварно многу големи пари се прават од таа фарма индустријата, стварно многу, ама па за таа страна па ете, да не беше пример Pfizer или BioNTech, ово такви некои големи компании, многу потешко ќе беше пример масовно производство на тоа. Значи не оправдувам, ама има си плюси, минуси, кога да кажам. Не значи дека тоа треба да се избалансирало. Има и плюс и минус, значи не се знае. Сега не можеме да кажеме дали вештачки создаден, дали не е, кој има кјар од тоа, кој нема кјар, секојаш некој има кјар од нешто. Контрол на човештвото и мало и ки има. Тоа е од секојаш. Продуцентот уштемалски не заспие, тоа значи дека ние почнеме многу сериозни теми. Да е малку да ја раскршеме работата и луѓе да речат, слушај, YouTube лайк, нека лајка, ама нека дислайк после. Не, оти продуцентот не пие виски за тоа. Да, нас 100% дигнане виски. Чејте да допунам. Здраве. Ајде ќе те допунам. Здравје. Ајде, продусер, ти не заслуга. Извинјавате да се напиме само. Не е проблем, ќе се стрпат луѓето, мислам дека не е проблем. Нели дечки? Чекай да седнам по турски. Ако седни се века. Турски. Значи јас вчера, не знам дали сакаш да спомнам, можеш, и веќе помина и премиера и се. Јас вчера беше кај тебе на Монодрама. Да. И беше добра. Беше интересна. Благодарам што ме извади од дома и што ми даде некоја занимација да правам нешто така навечер. Тоа јас занимавам ги луѓето кои нема работа. Па гледа, тоа ти е, тоа ти е работа, нели, да ги занимаваш луѓето на некој начин. Баш со театар. Што правите? Што се глуперите да? Па гледа, улавам јас. До кој степен доаѓаме на ние да се практично стегаш, да се срамеш од личен успех, одличен идентитет. Значи, не знам до кај доаѓаме, така некој културата, спортот и науката се единствените нешто кои што се репрезентира на еден народ. Да. Така да ние доаѓаме до степен као имаше една ситуација на нашиот театар, јас спомнувам. Почнаа да се од некои македонски шуми се вработуваа по театри, по државни институции. Па вие многу дрвосечачи, да? Тоа беше одамна. И помага во сечење на дрва, нешто за... Имаше еден фин лик, си окей човек, ама сега знаеш, он си работи таа работа и сега мора да го префрлат оваа наша институција. Така. Колегата беше директор и му вика, што те ставаме, вика, што знаеш да работиш? Само А јас седам тука невработен, глумец. Вика, што става? Вика, се може да работи. И сега колегата му вика, вика, глумец, вика, може ли? И само го гледа, вика, се то прв ли сега? Демек, не е проблем. А ти до него? Стари години. А ти седеш до него? На некој на тај начин се доживува циркус. Генерално уметноста. Демек, секој може, ама али да не се малтретирам. Тоа не е нешто што секој го може. Тоа ти кажа, знаеш, ентертейминг. Да. Не, види, ние се трудиме последните пред пандемијата, 3 години, мислам дека уште подигнаме доста свеста и културата и желбата, за тоа ти кажа да стана као фенси да се оде на театар. Да, нека му збориме тоа. Значи имаше ситуации кај што се распродава 30 изгледи фул, значи луѓето кои ќе разберат дека
нема карти, уште повеќе се интересираат. Да. Така да пробаме, значи многу е тешко тоа, не ќе многу да правам, имаме еден куп, не ќе да направиме на жалење емисијата. Така. Знам како може да се решат проблемите, ама нема со кого. Тоа е проблемот. Така. Знаеш како една карта кошта 100 денара, целиот мој двомесечен труд. Добро. Сега зависи, значи имаш две опции. Има луѓе кои што за било која професија, еви за нашата. Значи или ќе си оставиш душата на сцената и ќе даеш се од себе си и ќе напредуваш себе си, или можеш само плата да взимаш и исто ти се фаќа. Можеш да се појавиш да кажеш две реплики, тоа е. Значи таа глумец, и таа истата плата взима и таа истата плата взима. Така. Така да се зависи од тебе колку ќе се жртвуваш у било која професија и толку ќе бидеш и ценет и толку ќе бидеш нешто, ќе оставиш некаков трак. Иначе другото е тоа што го рекол и Ајнштајн, значи 80% од населението е практично за репродукција. Знаеш како кој ќе ти ги наметнат правилата, ќе ти ги наметнат системите и ти само тераш. Репродукција, тоа е тоа. Јадеш, пиеш, работеш и тоа е. Така. Така да, знаеш, имаше ситуации кај што ние те викам, 100 денари кошта една карта. Сам себе си подценуваш. Да. Така, едно пиво после представата, не спиеме поскапо од двемесечен труд. Да. Така, луѓето почнаа да се враќаат, ние понудими, ама затоа треба млади, треба многу млади актери, продуценти, луѓе да вријат. Така. Значи, ние се плашиме од младост. Повеќето генерации се плашат од младост и ќе ја разматат водата. И затоа На кој начин? Не можем, На кој начин се плашат од младост? Се плашат заради тоа што ќе ја разматат водата. Добро е вака, седи си, кроти си, на нема староседелците. Да, нема амбиција, нема желба за работа, за хиперпродукција, за хиперработа, за да се создаде нешто. На крајот на краишта, значи, зашто еден театар у Германија или у Америка да е позначаен од мене? Што значи кој е поголем уметник, тај или јас, или колегата до мене? Значи, што те спречува ти да твориш и да станеш гениалец, така? Ништо, освен сами од себе си и околината која што твориш. Така. За било која работа, дали е за медицината, за науката, за спорт, така. Еве, Џоковиќ, земи го Џоковиќ, од Србија, стал најдобар тенисер. Да. Зашто? Затоа што верувал у себе си. А секој пат ќе те негират сите, особено твоите. Тоа затоа викаме кај нас на страна ќе те признаат, тука ќе те омалажуваат. Да. Така да, значи ти беше вчера на представата. Да. Тоа почна да зборам. Представата Избавливиот човек, кој што е на репертоарот во Кочани, но планираме гостување и цела Македонија и во Штип. Супер. Ќе може да ја погледнат сите. За жал ова пандемија не скрати со можностите 30% е капацитетот публиката. Така. Преку две седишта, преку еден ред. Тоа е малце празна сала и не е истиот, но јас сум задоволен. Во оваа година имав две премиери, требаше 3 да имам. Добро. Имав две премиери, имав 3 фестивала, награда освоивме, се вративме пред 2 дена се вративме од Приштина. Костово, Костово освоивме награда со представата Возможни светови Ивана Ангеловска режија. И тоа е една многу добра представа која што е сработена филмски, со филмски пристап и публиката пред пандемијата уживаше максимално во таа представа, беше толку посетен што да не ти се верува дека представа која што е крими, која што е драма, која што е љубовна драма, фантастика. Така. Имаше посетеност како да е представа комедија, затоа што кај нас ме научени луѓето на комедија. Баш на комедија, да. Многу не драматичен живот, па што се насмее. Да. Така да ти дојде вчера, уживаш ли? Ти се допадна? Да, ми се допадна, ти кажам, интересно беше. Малку бев збунет до половината, некаде до до половината некаде, не ми беше јасно што се случува, како се случува, да. Дури може и 3/4, ама на крај се ми дојде некој скол, после целиот избув, нели, сега не удавам многу детали. После самиот избув ми се малку развио на филму и на крајот дури на пато на кај дома со мајка ми, баш продискутираме. Ај кажи како е да живеат целата. И тоа е расказ на Чехов, тоа е комедија, расказ, ние например драма и концептот беше малце поинаков од тоа што го нуде расказа. Нормално, знаеш, кој има повеќе публика, друга сферата.
това е интимна представа, што публиката треба да е на Да. сцена, да е камерна, Така. но мораше да се биде расширено. Да. Немаше многу публика, но пола беа штипјани. Да, Тоа беше да, јако. тоа е супер. Што ме радува што штипани доаѓаат специјално на театар во Кочини да гледат. Мислам тоа е голем почит. Да. Респект кој што Да. Не е кој Цена. знае колку далеко, ама не е кој знае колку далеко, ама Процентот ме скара погласно збор. да, не знам, погласа Ама да се малку слушаме. поблиску, да. Па сега јас не сум професионален Ова е подкаст. радиофоничен клас. Така, драги гледачи. Прашањето беше како ја доживеа, значи јас не сум бил на монодрама до сега. Ни јас не сум бил. Ова ми е прва монодрама. Стварно? Ова ми е прва монодрама, Стварно? да. Браво. Бро, ја не сум сакал монодрами од причина пошто сакам комуникација со колеги. Така. Значи, не сум сакал сам да бидам и ми било глупо. Значи, многу сакам да уживам со колеги, да работам заедно, да се гледаме очи, енергија да србаме еден од друг. Ама оваа ситуација погодна пандемијата ни дозволи да мора или монодрами, дуодрами, најпрактично е. И некако се ти се да ти кажам убаво затоа што се зависи од тебе. Така. Значи јас сум правил стендап. Да. На времето. Тоа спомнаме некна. Да, низ Македонија имам универзална сала 4 пати ја полневме, низ Македонија по сите сали имаме гостувано, туку Штип, не знам колку пати игравме, имавме еден стендап чекајќи у министерот се викаше. Аха. Насловот уште е актуелен. Да. Ти некне ми го спомна, Да. јас морам да признам, уште не сум го изгледал, ама го чувам за овај викенд. За спешал. Онај други дошо го збориме. Со едно, докажи па ги кажа. со едно вино. Добро ми. Види, така да, знаеш, а монодрама не сум имал. Значи, така да, две време беше за монодрама и што знам, јас сум задоволен заради тоа што гледам дека сите беа задоволни, и публика и луѓе. Дојдеме до ситуација. Фала ти, брато. Така. Сарче, ќе донесеш ли уште Малце не две... дозира, уште малку. Ќе донесеш ли мрашче малку кога не ти е проблем? Сега. Имам котски мраз. Еве, режија, продукција, како е што? Режија, продукција и се. Извини, докажи за монодрамата. Па да ти кажам, значи убаво помина, супер, јас сум задоволен и сега целта е да ја одеме по фестивали, да ја шетаме представата по фестивали. Мислам целта има сите представи да одат по фестивали. Така. Ние сега бевме во Приштина, тоа патешествие беше лудо. Знаеш што се дешаваш? Не знам дали те справа. Не. Па не сме се видели од тука, не. И сега одеме на фестивал договорено у 4 по сато, ќе одеме да гостуваме. Добро. И ја рска, окей, све тоа, не тестови, прашуваме на граница, треба ли тестови за ковид? Не треба. Добро. Одеме таму на граница, викат тестови мора, викат денеска е донесен 5 сабале, е донесен законо тестови да мора. Чекај, како викам тестови, ние дојдеме, викам, не требаше тестови, нели викам како може да се донесе закон? Вика не знаме, вика ние немаме ништо против вас, само закон си е закон. Вика од сега од 5 сабале. Така. И сега спази овие чека таму на фестивал, треба да го затвориме ние манифестација. И седеме таму, и нешто почнаме телефони да фрчеме да амбасадори не чекат на Хрватска, на Македонија, на Косово, таму доаѓаат сите. Тоа беше спектакл. Стварно? Да, Приштина е страшно. Малта не упаѓаш у Холивуд, у Лас Вегас, целата е со не знам ти светлички реклами, коледжот кај што настапуваме беше страшен. Нов, модерен театар, луксузен, организирано со номинации, со лайв стриминзи, Ствар? Беше преубаво, беше лудо, беа преорганизирани. Изненаден сум. И баш и ти викам и доаѓам и тај и не викат на царина, вика нема, вика кој тест. Што кој тест, викаме сега ние, да се враќаме, викаме 2 сата, треба да го направиш тај колку пола ден. Викаме дај колку треба, колегата он ја прави ситуацијата и викам, јавуваме се колку може, викаме тест брзо да биде. Значи за 2 сата, дали, да, може, викам, ама е 200 евра. Тест. Бре. 14 души по 200 евра, викам ние... Добро парчика. Заедно да не собереш, не знам дали имаме 200 евра. И нема врска 200 евра, 200 е излаа колегата и на црнарник му вика, нема да минете, нема да минете. Вика, добро, вика, ама вика, нема ли начин како вика сега? Па има начин, вика. Дајте, вика, по 100 евра. И сега он не го сваќаше он зборе. И овај се одмah конектира со ковид тесто и он си мисли дека му вика за ковид тесто. Овај му вика да ставите по 100 евра. И вај колегата вика ни секунда немаше, не 100, 200.
Ева! 200 човече! 200! Автогол! И автогол! И Вајса се збуни и вика као, ја му барам 100, он ми дава 200. Нели трябваше обратно да видиш ситуацијата. И се јавуваме, амбасадорката се јавува, значи, и знам си што случува. Поради нашата представа, се Да. ангажира да дојдеме до министар за здравство у Приштина. Стварно. Го тргат законот за 24 часа за да влезе. Не, за заебај, шо збориш? Тука луѓе на Сериозно? собрани, коли фрчат, свират, нервозни. Закон донесен у 5 сабајле, никој не знае, цела Приштина, не цело Косово не знае дека има закон. Да, И никој не знае, на граница сите чекат. така. Ние го тргаме законо, замисли, значи. И почнуваат, и после нас почнуваат коли долават. Утре дете Баш- наш Штипјанец оде баш за Косово и вика, абе, тие Штипјани беа ли тука вчера? Вика, беа, вика, заради нив, вика, вие сега може дојдете да минете. Кој ше тоа? Зависи, значи, културата колку Да. е мокина, нема граници. Именно, Значи, 500 затоа тоа да. била дефиницијата, културата нема граници, не познава граници. И во е case on point, значи баш така. Тргнаа го законот за 24 часа, ама тоа ти Не е. можем нам нико ништо. Народен Јаче театар смо Штип. од судбине. Јаче смо од од... судбина, да. Јаш Баш какви текстови, да. И, Јаче смо од значно, судбина. еден... Ајде здраве за Ајде, Јаче смо од за судбина. јаче смо од судбине, да. Имаше едно време на заебанција. Се начука. Да. На крај на интервјуто ќе биде. Ке види... Како бе, брат. Извиняваш. И Разумеј. ние кој бееме Бе. та Кива. Режија и го баш бро. Многу јако. Слушай, ако Има е нешто за ден. кој што песна, звони. Кој ме не отворена кафана? Дезинфицирали ми го микрофона ја пред да доама? Дезинфекцираме, да. Можеш да го подсувиш колку сакаш. Микрофонот. Па јас завчера се бакнувавме на сцената со колешката, така да не е Аха. страшно. Ја дезинфекцира колешката пред да е. Ја треба да ја прашам, да. Ама и треба јас се дезинфицирам, шо? Ама тоа само ако се бакнува да со други така. Не бе, брат, земеш од тоа гелга, намачкаш се, и дезинфекција може сега. О, првак. Нека збориме, баш ми предложи за импров групата од Скопје. Да. Треба ќе ми дадеш контакт да контактирам со дечките. Не знам ти имаш ли работено малку импров играно или нешто така? Брат, ја чист импровизацијата патер? ја обожавам. Импров театар не сум правил, ама Добро. ја моите представи кои што дозволуваат free style, Така. сите ми се импров. Така, има Се нешто. импровизирам. Значи, Така. тргнувајќи од стендапот, ти викам, настапувал сум пред 7000 луѓе, пред 2000 луѓе Така, и сум настапувал и пред 20 публика кој што се конектираш очи у очи. така. Така да импровизацијата ја обожавам Да. и тоа е нешто што ептен ми дава енергија. Импровизацијата зависи, значи јас практикувам во театарот, кога работам во театар. Сакам да ги граничам. Има различни стилови. Добро. Значи, зависно кој стил го работиш и го работиш по дефиниција како што е. Кај нас е проблем кој што секој различно ги сваќа дефинициите, ама Мгм. затоа Секој си го работи не како сака. функционира некои нешта. Но јас кога работам стил, сакам по тај стил да се движам. Знаеш, да не бидеш прво, да не бидеш ист во сите работи. Немаш мотивација. Да не Добро. бидеш постојано доседен, значи ќе те научат и публика и се дека исто играш, Едно исти си. стил, еден исти карактер си, како вај шо е The Rock, Апсолутно, ама Дуейн и- Џонсон. Да, Еден да. исти карактери у секој филм. Добро, да, Еден тоа е исти друго, карактер. Тоа се други ситуации, ама точно тоа е така е. И во тоа нема провокација, во тоа нема како ти кажам уметност. Тоа мојот професор Бог да прошто викаше од џепчето ќе си го изваеш, вика ликој, оп, Да. и тоа е. Значи у тоа нема ни жртва, ни да се посветеш, ни да копаш у себе си. Целата наша која е како уметници, да земеш да ископаш нешто од себе си што го имаш, што не ни знаеш дека го имаш, Така. да го донесеш до Така. сам. Таа магија што се случува на сцена не може никој да ја опише освен да ја доживееш, Да. да отидеш на театар и да гледаш. Да. И да гледаш затоа што на сцена, брато ни јас живеам 3 пати поинтензивно. Че трошиш 3 пати повеќе енергија, животна енергија. Емоционална енергија. Тоа е, ама јас го тоа правам затоа што имам тешка потреба за тоа. Значи имам премногу енергија у мене која што морам да исфрлам за да се напунам со нова. Така Така. да се у животот мора да правиме се по потреба. Ако имаш потреба од нешто, треба да го направиш и ќе бидеш добар у тоа и ќе бидеш среќен у тоа.
Нели како викате? Работи го тоа што го сакаш и еден Да. ден во животот нема да работиш. Да. Или половина работа и веќе завршена. Баш така. Знам, јас немам многу искуство со театар. Мислам, И пак ќе те усмислено. прекинува, трков сум ја прекинувам, ама извинувам се. Прекинуј не, слободно. проблем. За импровизација имаше една представа, која што не беше баш представа, ама беше нешто као комедија, лесна комедија. И нешто од тај период у театар многу се јадеше сончуглед, многу телефони, зборат на телефон. Ало, театар сум. Чо? Да. Кажи. О, нема проблем, он си зборе гласно, тука таа представа тече, разбираш ли? И јас се качувам, во еден момент јас паѓам од публика и се качувам врз столиците, врз публиката. И јадам сончуглед, плука ми на фацата и зборам на телефон. Ще го правам сето тоа што они ни го прават на нас, на луѓето кои што дошле погрешка у театар, знаеш. Погрешка. И многу беше интересна ситуација и као ти викаш импровизација во оно и не знам, сега ми расправа еден колешка после тоа слушала публиката коментирали, јас сум застрал на свеќето на некој девојче одозгоре. И дечко и да нема бил и после представата ја викал: "Што му даде така да ти се каче горе?" Дека ја знам дека му ќе се каче горе. Што јас сум тоа со него. Чисто Што по тебе случајно. ти смет? Абе ја не икиш. Ја не киши. Не кечката. Не кечката. А замисли да сакаш? Така, импровизацијата е убава работа. Импровизацијата е Па и интересна. воденето љубов не е ли импровизација? На некој начин да, тоа преска што го збориме. Дека никој Мислам, ништо- види, сексот е техника, Така. или тоа е техника која што треба да ја владеете, но љубовта е веќе импровизација, која што е базирана на емоции, на чувства, на моменти, така натаму. Кај што импровизираш. Беше вчера прочитал на някак виц на Фейсбук, европјанин прашува рап и вика, добро брат, вика, како живеете вие, вика така со по 3-4 жени, вика, нели? И Многу, вика, нели? и вика рапо, исто како вас бе, вика, исто како вас. Е, како нас? По исто како вас, вика, само ние не се криеме. Значи, факт е, јас согласувам со Милан, дека секој го изневерува. Страшно е што се дешава. Ајде да не се правиме мута и секој со секој, мислам, гледа, има некој процент кои што сме поштени. Баш така, поштени. Се заебам. Не, генерално зборам, факт е дека како беше тоа? Таа знаеше, значи сите жени се Кој? курви освен мајка ми и сестра ми. Да. Тоа е баш шептен, Баш хипокритик. шовинистички. Шовинистички. Вака настроено. Не патриархалното, кој беше? Патриархално. Не патриархалното, туку... Јас сум машо Баш така. Уф. Мислам Желам дај малку... пари. Желам дај пари. Желам да сна. Така да, да, тоа согласен сум со тебе дека тајно брат. Тоа да не е тај Инстаграм. Леле. Баш беше сега пишал некој статус, викам, де провери го инбоксот на другарката, да не случајно е пишал дечко ти. Да. Дечко. Може итна работата. Може нешто ке треба да Да интервенира. на Да, брзинка. да се интервенира. Сак ще се врнам на импровизацијата и зашо тоа го спомнаа дека јас едино искуство што имам у театар е импровизацијски театар. Почна да работи во вискито. Почна да работи вискито и Добро е. устабро престана да ми работи. Добро е вискито. Вискито е добро. Многу е добро. Добро е. И можда тоа што имам осетено јас додека сум бил на сцена е 1 или 2% од тоа ти што го сегиш коси на сцена. Значи за тоа треба да Дрога е имаш, да. Дрога Па е е тоа. дрога, значи Ја например никош кај живот нас- не сум пробал дрога, сега не знам Да. дали ќе веруваш, али никош не сум пробал ништо. Не знам. зависи што ти е дефиницијата за дрога. Виски тоа е начин на наркотик. Да. Па и секс Опиум. е дрога. Така да, Така да зависен сум од работа, од сцена, само од тоа сум зависен. така. Кој на што си Тоа е кој нешто е навлечен. Да. Така да тоа е страшна некоја потреба. Ја како дете, значи, еден сам школец, прашав се себе си викам што уствари сакаме во животот. Текна ми дека уствари јас имам потреба преку себе си, преку мој психофизикус, да бидам некој кој што и да доживеам животни емотивни ситуации кои што можеби во животот никогаш нема да ги доживеам. Така. Никогаш нема да ми се случат. Така.
И сакав преку мене сите тие работи да ги доживеам. И да, значи, театарот или филмот е временска машина, се враќаш низ времето, доживуваш ситуации, затоа што мојот живот е моја инспирација за улогите, Така. што ги правам. Тоа значи колку по-големо животно искуство имаш, толку имаш палета на бои со кои што можеш да црташ. Баш така, баш така. Така да, знаеш, тоа е од кај почна мовето. Беше како добро Моето виски. почна, да, баш кога забраваш кога почна мовето, значи дека е добро виски. Битно дека заврши, Да. кај ќе. Не, зборим беше дека има мал дел од тоа осетено со тоа што на само 2 пати или 3 пати у моите 2 години кариера што е импровизацијски што беше онака како хоби, нели? Не по професија, Љубов, друго по љубов. професија, да, од нешто што сакам да се искажам, да кажам, да се олабавам малку, значи буквално баш кај тие групи што се импров групите си тотално лабав за да може да функционира или за да може да биде угодно или за да мора да бидеш тотално лабав, тотално отворен, да се глупираш, да правиш тие гримаси, фаци, натаму сето тоа, за да може малку да дојде ти да дојдеш од израз, значи тај егото малкучко да си оставиш на страна и малку да дојде креативноста, тај што си ти. Всушност ние сме ние, ко нема никој околу нас. Значи ние сме ние најлабави, значи ти не си ти кога седиш по гаки дома, истиот и кога си надвор. Ти си вистински ти кога си дома, кога си Не знам сега, Не, да мислам не беше дека- некоја индикација. Не, мислам дека нема потреба за сега, ама добро, не, ако не исклучиме климата и отвршиме виното, може да Замисли да правиш интервју у бањата негде или не знам на плажа или летно време ако е. Онака, нели сега Така. жени сигурно имаш и жените доаѓаат, така? има по нешто. Да, има по нешто. Кажа го скромно. Има. Да не се фале. Гласово се смени. Има, Значи така малку поопуштена варијанта, нели? Да, па гледаш целата Ќе се стегаме, ќе се правиме. Не, уопште. улови. А зашо на пример македонските девојки не сакаат топлес, не сакаат топлес на нашите плажи, само странство. Тоа е многу интересно. Јас беше Тебе те питам, Јас кажи. беше Ја не знам, ти кажи. ја беше скоро на одмор Гран Канарија 4-5 дена. Гран Канарија е мал остров, и јас не се толку естетски убаво Гран Канарија, и јас од идејата мислеше дека е слично на Карибски, како беше не, Карибин. Caribbean Islands. Карибските острови, ама Captain Morgan. оно само на К, поточно на Ц Да. почнували и двата, нема врска. Long story short, мислам дека 70 до 85% од девојчињата што беа таму, значи беа топлес. Поради која причина? И Не знам, нашите ништо така. биле топлес, така? Така, Во странство, ама само не во овде. странство, Незгодно е, ќе ме што ќе кажат. Не знам зашто да имаме комплекси, зашто, знаеш што стварно ми пречи тоа, знам дека на многу други им прече, да живееме по правила, по туги правила, да живееме пошто стварно живееме во општество кај што ќе каже комшијата, што ќе каже баба ми, мајка ми, Да. татко ти, што ќе каже другите. Да. Никој не гледа што ти сакаш, што ти ќе кажеш, што Да. ти си, Види кој се, тоа си како некако- Мислам, ја, гледај, Да. сепак и не би сакал да одеме у екстрема као, не знам, јас сум екстремна личност, јас сум уметник, нешто се занесуваш дека си кузнеш, Да. нема врска, брат. Не бе, Значи, не, мобет си правиме, буквално мобет си правиме. Знаеш, тие што мислат дека се нешто, Да. Најчесто не. мислат дека се нешто. Кога ќе немаш што Баш да така. докажеш у животот, тогаш си ти. Значи, Јас се заебавам, викам, остите, не глумите тоа што не сте, остите на нас глумците таа работа. Да ја тераме. Убаво кажано. Убаво кажано. Целта не е ја да се занесувам дека сум, не знам ти кој шо или кој што си постигнал. Ништо не си постигнал. Значи и да си Том Круз и да си, не знам, Леонардо Ди Каприо или да си Ти си пак пак човек си како ти кажам, од коски и од месо, брат. Утре дента, да, ако не си човек, си никој ништо. Да. Баш така, баш така. Значи јас најголем респект имам за луѓето што се човеци, брат. Да, јас снимав кај Раде Шербеджија филм. Аха. Он беше туку Македонија и снима филм. И спази сега Раде Шербеджија, ја го имам гледам сите филмови, го гледаш холивудски актер, Да. со сите има снимано. И он доваѓа, ја бев дури некоја појава таму, не бев ништо у филмот. И он доваѓа со мене, Ефтим, како си, да си добро научил кој сум, што сум, Да. како штипува, поздрави мој пријателју таму. И ја го гледам Раде Шербеджија. Знаеш, сваќам Да. колку е окей човек, Да. колку е нормален, колку е така, Да. баш имаше една ситуација, вуат му се од Холивуд. Вуат му се од Холивуд и као треба да игра кај Ридли Скот
на Гладиатор, режисера, некоја милионска серија. Така. И он вика одбива го заради тоа. И нервира се, вика одби го Ридли Скот, вика да играм у серијата. И тај македонски продуцент вика, ај вика не се замари, вика ја колку проекти сум одбил. И он му вика, па да, тако е, ali мои проекти нису баш исти ко твои проекти. Малку се различни. Да. Види, скромноста е една од така од доблестите што многу малку луѓе стварно ја поседува. Значи, еден од моите гостини што беше Емил Павлов, значи европски првак во карате. Да. Мислам дека е таа една од главната доблест што има скромноста, за која што немам сретнато е некој така поскромен човек, значи европски првак, ако го видиш, ако правиш момент кога тренирам, значи тренирам со него чат пат, буквално здраво Милан, како си, вајамо да дамо така, значи порано каратистите беа малку попознати како нели мало нешто ова натаму, и сега доваѓа неприлика беше. Зет ми е каратист така да, ама он не беше од тие, значи ја ги знам сите тие луѓе, Жарко Арстовски, Радко Морич, он ми е зет. Значи, стварно? Јас со Радко тренира, израсна. Колку ќотек имам вредно од зет ти. Поздрав Радко. Поздрав до Радко. Зет те дека си. Шо прави, ајде здраве. Да се живи здраве. Значи Радко, Радко ти е зет, бил е многу строг, само да кажем, многу строг спрема нас. Значи има израснато карате клуб во Партизан. Да, има значи многу строг. Значи колку казни има него примерно, колку Тано имам. Знаеш што е Тано? Тано е, сега ти кажем шо е. Клекнеш со колената, буквално како чучни, баш да клекнеш вака, раци си ги ставиш или позади вака, или на главата, и како што ти клекнат, само правиш едно скокче. Две. Не, скокче две кругови околу салата. И тоа ти е окей, малку при крајот те заболат нозите, окей, супер, ајде мачно. Колку време го прави тоа? Утре дента, па од него имам едно 15 на круга добивано во еден тренинг. Ја можам да те разберам, знаеш од кој аспект? Ја имам играно лик Гуштер у бекство, не знам дали сте гледале таа. Играв вонземјанин Гуштер и цела представа саат и 15 минути, ја играв на 4 нозе. Те. Брат, ја гледам овај што е тај Тор, актер што игра Тор. Крис Хемсворт. 2 минути праве lizard walk, bear walk и праве my muscles. Брат, како ти кажа, значи, и таа представа, јас играм саат без престан, и напротив, у ниту еден момент не се клекнувам да се одморам или да се потправам некаде да ја лажам публиката, заради тоа што не сакав да излезем од лико. Да. И мислам таму има пошто баш сестра ти спомнаме дека продуцентот дека се бави со гимнастика, јас мене сум по природа многу еластичен. Така. Како мал одам на доктор и му викам како можам ја во да го. Во го видев вчера, ја мислам некоја оптичка илузија, човече. Ама гледај од таков материјал си направен. Жила. Така, знаеш, издал што е таа ситуација, доеш на 4-те, а знаеш што ти значи тоа, активирате се сите мускули, да, ти мислиш од страна изгледа само подскокнуваш си. И са бајлето кога станам, сладка болка е таа. Мамо, да. Де донеси ми вода у кревето. Ама таа болка е сладка, мускулна болка, знаеш. Ја по природа сум мазохист, така да може одговарам. Има мазохисти, имаше оние хедонисти, што си само живеат у животот си, терат лагано работа. Зборим беше поголем поздрав до Радко, значи она е една од причините. Ќе го пратиме во. Да, ќе го пратиме погледна, значи колку и да у моментот, пример, сум имал негативни емоции или сето или некој излив или се оно, он и уште неколку 5-6 души у тоа време кога јас им тренирам карате, се одговорни за некоја си дисциплина која има створена кај мене, ред кој има створено кај мене, и онака е многу бавиште. И осет за почит спрема. Не само страва почит. Преубав спорт е каратето. Да. Штета што не е толку популарно кај нас, не е. Популарно е. Да, ама популарно е и тоа многу. Да, нашите штипјани го популаризираа благодарение на нив. Ама, знаеш, луѓето сакат нешто ептен, мејнстрим. Не е публикувано многу, а што е популарно, значи на државно првенство, дури и сега и до пред ковидот, значи, знаеш дека на државно првенство во ние што националните сали како сега ваша правија кај нас Јордан Мјалков, нема место каде да се зберат луѓето. Толку што доваѓаат луѓе над преварувачи. Се роднини. Не, само се роднини, доваѓаат луѓе на државни првенства, значи нема луѓе надвор се чекале. Толку, значи популарно е. Мислам,
Од тоа што не е публикувано, че нема го по телевизија и по лисово, ама има многу луѓе што тренираат, има многу луѓе што се пасиви, што имат пасија за тоа. И интересна работа што таму, ако не е 50, 60, 40 машки спрема женски, значи многу голем процент на женски, на жени има што се каратистки. Јас знам прилично добри каратистки што ми се пријателки, и се многу добри. Значи тоа, жена со црн појас знае дека секој пат домаките средено, секој пат ово ќе направено, секој пат ќе биде успешно. Не знам. Тоа оф-ер. Очекувам некој пресврат да ми дае тука, он вика средено. Оф-ер. Абе кажи, не смееш да дигнеш да и писнеш, одма ќе. То да, Шо ти папа? Има. И после разбудиш се одморен на спан. А умеѓу време се е средено. Имам. Слушай, имам искуство кај мене на факултетот универзитетскиот клуб, дечко и девојка и беа да, и дечко и девојка каратисти двајцата. И нешто тука при крајот на тренинг, спречкаа се, спречкаа се натаму намо и наместо рече ја на мајката ја ово, но ваа женската само под наго и на ногу кому зарпиш само шла, брат, и ние сите се вртеме и само гледам он вака бубризите му ги залепи. Пак кој се нафрлија, бе, знаеш шо? Лом се направија, брат! Лом се направија! Абе, валаги, ато ние ги разделиме. После тоа дома после мейкап. Било е страстна е била раста. Имало е искри. Кој ти кажеш? Они се посебно еластични. Така да, значи, Китеко, ти си се не од рајот. Од рајот и од каратето. Така рекла старите. Да, така рекла старите. Дека застанаваме. Јас не чекај продуцентот да нема некоја тема да ни нафрля, како бивш каратист. Јас сакаш да спомнам за што имаш правено стендапи. Па што ми го спомнава најшовие со Бојан Велески стендап и некна ти спомна кога седеме на кафе. Јас мислам и бите on air охрабрил. Јас мислам дека на овај народ му треба малку смеење, му треба малку стендап, баш ово време, баш ово криза така. Ти спомна дека некако осеќам дека имам потреба да направам стендап и ти спомна дека имаш некоја мотивација. Јас дополнително мислам како ти кажа, кога ти не фрли сите работи малку како да те замисли, така да у некои наредни месеци нешто ако направиш, мене лично ќе направиш многу среќен, а јас ќе доведам најмалку 10 души со мене за така натаму. 1000 души. 1000 души нека. Шо ми 100 души? Донеси ќе напунеме сала. Ќе напунеме сала. Види, ние кога стварно универзална собира 2000 луѓе. Така. Ние правихме фул. Така. Тоа беше гениално. Гледај го, те го има на YouTube. Да. Гениално е чувството да 5 секунди да ги смееш 1000 луѓе. Да. Поголема моќ од тоа не можеш да осетиш. Да. Стендап е стварно моќна работа. Знаеш дека ти пратиш ги во Америка. Да. На Netflix спешал сите имат да имат. Да. Не знам, 50 глумци кои што се имат Netflix спешал. Уиски. Кој што викат бугарите, нели, они пишат уиски. Знаеш како е, брат, тоа е така е. Значи, кога си доеш нерасположен, не знам, не ти е денот добар. Да. Првата тешко иде, втората, третата веќе окей, четвртата веќе си добар. И веќе на петата викаш абе дека си, абе кај си ти? И као се чудиш зашто другите не се расположени, као шо ти е човек, ајде дај тука. Ајде да идеме да работиме, да правиме. Да. А не знае дека утре ќе оболе главата. Нит ќе оде, нит никаде ништо ќе прави. Знаеш колку идеи ти доаѓаат во тај момент. Ендорфинот кој почне да се стимулира и да се лаче. Да. Заедно со адреналинот. Да се врнем на стендапот. Стендапот да, брат ќе направам. Значи мислам дека е време, пошто сега е време. Така веќе, така ефтим. Така е. Така е. Не за друго. Имам многу што да кажам. Тоа не е проблемот. Имам многу што да кажам, да си искажам, да ми олесне како ти кажа. Ама ќе бидам безобразен. Значи ќе бидам многу безобразен. И се живо дио ќе опфатеме и ќе кажеме. Па тоа е целта на стендап. Ќе пробам, значи ќе пробам да напишам нов стендап, ја ти се бавам и ти викам со пишување, со сценарија, со све. Да. Така да нареден чекор што може да направам ќе биде тоа. Да, значи викам ти, јас тие 2-3 момента што ги имам на сцена добиено кај што нели во импровизацијата е обично околу се работи околу комедија.
конкретно 2 пъти. Имам я насмяно публика, то не публика от 2000 сега, ама публика от 70, 80, 100 луѓе. Така добро, то е било у Америка, у Англија е било баш така. Ама то не магијата, тоа е било неко нереално чувство, не знам како да го пишам. Значи јас нешто кажам што не е било скриптирано, не е било справено. У моменто Да, у моменто да измислиш. Плакаш некој. Ние цел време го прекинуваме брат и то не е добро. Да, и ќе почнам да се плакам. Можам да плакам па да видам колку ви убаво садонисти едни, садонисти. Пошто ја гледам дека Јон како мене е комуникативна личност и сака да зборе, ама тоа е добро. Значи нема микрофон кај сестра. Ќе ставаме терцијален микрофон. А она исто рече, што рече? Дека многу балко насмееш некој, а уште побоја кој ќе расплакаш. Па знаеш што, ајде позбори си од двајцата. Да, ние ќе се позбореме. Ситуацијата која е? Во возможни светови на крај публиката плака. Иначе имам представа што на крај публиката плака. Значи некој ќе рече лесно е да насмееш некој, многу е тешко и да расплакаш некој човек. Ти знаеш што значи, а тоа знаеш кој е? Не, пази, таа енергија, таа емоцијата кружи. Тоа е како енергија, ние пренесуваме. Таа магија ја што ти зборам, значи енергијата што публиката ми ја дава, јас ја враќам и тоа е круг. И затоа е тоа толку страшно, интензивно и мокно и не можеш да го опишеш заради тоа што се случува сега и тука, у овај момент и ти пренесувам и ми пренесуваш. И се конектираме ние, се стануваме. Дали тоа со пријател, дали тоа со родител, дали тоа со партнер. Да. Конектираш се. Затоа толку ни убаво на нас луѓето кои што цел живот значи со емоции ние работиме. Така, на крај емоцијата ја памтиме како слика, како меморија, како нешто што останало. Ама емоцијата ја памтиме. Врзаме со слика со некој, да. Така да, тоа е многу убаво чувство, не знам, баш ти викам, тоа е дрога да се 200 луѓе, 20 луѓе, 2000 луѓе да дишат со тебе заедно. Да. И да гледат како мрдаш со прст. Значи таа конекција е страшна работа. Така. Тоа те подига, брат. Значи во тај момент можеш да полеташ. Јако е чувството, сега малку се нели претерувам, ама јако е чувството. Не, јако. Значи јас пак ќе кажам, тоа јас што го имам некој доживено е може 1-2% од тоа што реалното чувство некој. Значи преска прекината не се докажа, викам, значи кога нешто кажам, сум кажал и у моментот ме е смислило па и на втори јазик, значи не на мајчин јазик, нешто сум кажал и публиката почва да се смее и јас дури у неверување погледнам и си викам what the fuck, знаеш, и после тоа ме право нели тргаш од сцената менат со луѓето, ама беше како баш вака се тересни после, значи после тоа настапо и ти кажат колегите, знаеш, супер беше, леле, во ти беше многу јако, тоа па дополнително, не ти е доверено. И сега и не знаеш ти како си поминал. Да. Ти толку си момент си бил у таа ситуација кај што ти не си свесен. Да. Тоа е најјаката работа, значи да не се обсервира кога си на сцена, така. Не се обсервира себе што правиш и како правиш. Да. Тогаш си во моментот. А ако ти морам малку да знаеш што правиш, да си свесен, но поголемиот процент свесноста треба да биде внатре. Така. Тогаш е вистинското, ти си во тој и публиката ќе те верува. А инаку да не батерија имаме. Има ли батерија? Јас си следам. Да, треба да почне да трепка горното дернко ош. Ако нема, да. Не, црвеното е дека е рекординг. Ќе почне да трепка, ќе ги сменим батеричките. Ја направи финта. Сега ќе кажам подкастерска тајна. Не, подкастерска тајна да кажам. Наместо да купувам камери од 1000 евра па нагоре, јас купи батерии дополнителни за малечките камери за кои што снимаме сега. Со се поначна батерица? Не, супер. Купани, топ си. Има да имаш и сестра. Тоа не се купува со пари. Ја имам сестра и таа конекција е многу битна, значи. Да. Јас со сестра ме ние сме две сестри и брат. Јас сме двете сестри и еден брат е ја еден брат. Ние сме две сестри. И ја како Радко пак ја спомнам, седеме со сестра ми и ти вика јас сум конектиран со сестра ми многу, значи ние сме многу блиски. Тоа е многу битен убав однос. Да имаш со сестра ти, че да сте тај степен да сте едно. Нема поубава работа од тоа. Ти знаеш, фамилиите се распаѓаат, се карат за меѓа, се карат за 200 евра, се распаѓаат се брат, сестра, фамилии.
за небитни работи. За нещо нематериално. За нещо. Ние останеме то, що сме. Знаеш, вие сте се знаели, сте се от млади. Сега спази, я го пагам тук, овај дом, вие сте спомену оваа соба. Да. Сваѓаш нещо што ќе ве цел живот, ти имаш фамилија, она ќе има фамилија, нещо што ќе ве поврзува цел живот. И тоа е вредност која што никаде ја нема на друго место. Тоа така да почнеме од таа ситуација дека не знам, јас како сакам да насмеам некој. Ти речеш, баваш уста кога ќе насмееш некој. Ја знаеш уствари, запрашав себе си зашо уствари јас се бавам со оваа професија. И не де го одговор. Одамна беше, значи не де го одговор. И се сеќавам на една случка како дете, тркање. Тркање си определен одговор. Да им траеше злато по одговорот си го не идел. У нашето тркање, ја дете од 3 години, 3-4 години, не знам. Кај ти колку тркање? Горе на најубавата локација, у центарот, брат, тука кај... Кај мосто ли? Ние сме кај мосто, пред мосто дел. Кај Драгсторот, кај оше, Драгсторот големиот, таа продавницата што бе. Голема. Не, школата е подоле. Ти си нагоре, ти си кај баба Блашка. Кај баба Блашка, па знаеш баба Блашка, кај Блашка, да, така е, комшиите, поздрав. Ама шо се смееш? Здраво, Блашке. Прекрасни луѓе има таму. И сакам ти кажам, и јас као дете, кој што може да памтам, значи бил сум 4-5 години, предшколска возраст, пред 6 години. Се сеќавам на ситуација, собирам ги сестрани и братовчетките и расправам приказ. Се сеќавам на ситуацијата, јас како влечки зимам, обични влечки, влечките ми се као кукли. Да, куклен театар и правам и куклен, практично јас сум играл куклен театар човек, ама тоа сега го сваќам. Ја влечките ги играм и као влечките ми се ликовите у причата и ги контролирам влечките, а приказната беше за страшната војна која што сите умреле и само една влечка останала, обрнатите влечки беа мртви, а оваа беше, не беше комедија, трагедија беше. Не се смеј. Сестра му не се смеја, беше комедија, беше трагедија. Зашо така гледай се, ама на таков начин се доживувал на представата, да? Да, трагедијата е така е доживувал. И овој. И да, еве сега пак ќе се скоро почна бавам, Бог да ја прости. Значи, трагедијата, брат, има и комедија. Значи, имаше момент кај што ние ожалени плакаме, трагедија. И сега, знаеш, нашите гробишта какви се никакви. Тоа не се оде, не се... И сега овие гробарите, знаеш какви се гробарите. Телефонот звоне. Ало, кажи, тука. Бош човек, они тука. Видиш, и попо поднапиен, малкичко така, видиш. Класика. И едно време, значи, тај гробаро, наместо да го спуштат ковчегот, он упадна у гроба. Шо? Какото? Падна, него лошо го ископара, падна. Боже, значи, толку има и ова. И Попо вика, Арно шо улезе, вика. Те вика, де фати. Не знаеш дали да плачеш, дали се смееш. Чи у трагедијата, сега спази на нас, уметници тоа не работа да ги забележуваш тие работи. Да. Тој момент, значи, ти си премногу ожален и тажно ти и болно ти, ама знаеш што се дешава. Као исто и упире, упире ако се е читал. Кај така почнува сцената на Петре Мандревски, кај што гробара пијани, плука на раците и го гледа врапчето и вика, мамо ти ебам. На врапчето му вика, комедија. Узбели сум од. Узбели сум. И од место на место дупки имал. И спази, ја вака со влечката, ама сите обанати влечки, оди се мртви, а оваа вака оде. Значи влечката вика она оде од место на место и иде дупки, се било дупки. Немало куки и дупки било пуно лишта. Зашо немам луѓе лишта има. И расправам, меѓу време и пеам брат, тоа значи некој си куклен мюзикал беше, не знам со влечки. Со влечки. И сега ја раскажувам приказната, пеам, ама тажно некако го пеам сето тоа и ја го раскажувам. Мене ми супер текао сетите вака интересно раскажувам си. Во еден момент дигам глава, овие рикат, плакат, црзи, некако сестите што смеен, ама рикат, плакат, растажени. Па вика, шо правите бе? Па те вика раскажување на приказна.
И брат, сванал сум дека сум имал моќ да пренесам приказна да раскажам некому да му доловам емоција. Викам, зашто се бам со оваа работа. Баш така, сторителер. Баш така. Тоа е баш тоа не, тоа е кој кажам уметност, талент. И тоа не го може, стварно не го може секој кога што викаш твој колега шумаро, па сега навиели години. Значи јако, јас имам страшно почит од тоа што знам дека како што сите гонат материјални нешто овие ствари, овие денови. Нема готово нешто. Чекај сега, Батерија зис. Мене друга. Го продужиме ма бето. Нели убава чувството кога ќе насмееш некој? Извали ка сме. Беше. Да нема малтретираме, нема. Шо па они прави атмосфера, а не се слушаш ти како смееш. Ави еден има, да. Има атмосфери. Скита ради. Тата ми мора мање. Само, не знам зашто таа батерија толку многу. Ама не е страшно, така издржи. Издржи, не е проблем. Многу трошим енергија, брат, тоа е. Не бе, брат, супер. Супер си. Не, релативно не троши многу виски, ти кажем, така да. Ако некој ќе ме опиеш ти со вискита, ама не е лошо. Абе, супер. Абе, тај микрофон. Абе, шо да сме двое се почетоци паната му кој има. А чекај, колку време снима? Колку време снима? Немам појма. Не ги се снима колку сакаме. Саат 20 минути моментално. Пратат ли луѓето или на време откажат се? Не, јас се гледам. Не, гледай си, јас аналитика следам и гледам ретенцијата на луѓето. До крај ли го изгледат видеото? Има вакао да графата константна, што значи дека прво почна 100% од луѓето, тука некаде околу 10 на минути падне околу 3-4 30% некаде од луѓето, ама тие што задржат 100 до крај. Значи не оде вака да рече да паѓа надоле. Да пазам да не јадам бурек многу. Не, јади си. Ти го кажеш нека ќе го крцне, ама јас обично си такво кажи го. Мислам не правиме ников едитинг. Не правиме ништо, не правиме сечно лепено монтирано ништо. Значи raw, баш така raw. И нешто такво. Да се довршиме. Мислам да го довршиме, не ние да се довршиме. Слушај, не, да ти кажам, фала ти на поканата на оваа емисија. Не, супер. Моја чест и задоволство. Благодарам многу. Што убаво вака си разговараме, али супер е концептот вака опуштен е многу, тоа е тоа. Затоа ти викам, свига ми се кога виде дека ваков ти концепто. Ми се допадна тоа што го правиш во од љубов прво, а второ тоа е тоа, значи опуштено. Нешто што зборевме comedians in cars. Getting coffee. Значи можеш и ти тоа да го направиш, да го уеднина на пример, да е баш да си опушти тоа што го сакаш да го направиш. Дали на други локации, дали не знам дека нешто тешко е со опрема, со така. Све. Ама битно е тоа дека го правиш во од љубов, така да затоа е добро, битно и опуштено. Да, буквално тоа ми беше замислата, во е моја инвестиција, значи ни спонзорирал ни ова, ни фондови, мондови, ништо, значи не, реши, јас толку многу гледам подкасти, толку слушам подкасти, сакам да имам подкасти, имам интересни персони околу мене што ги знам и што не ги знам и што можам да ги имам, мислам дека нешто ново, нешто интересно и е long form, значи не е веќе како се на вестите што гледаш за 5 минути или некој интервју или не е од типот на, значи не е интервју од типот на тие на Канал 5 што се само, значи буквално 60% од екранот да е Facebook Live коментари, 40% од некои два партиски војници што прават војна, сваѓаш нешто такво. Тоа сакав јас да кажам на гледачите, немој да мислите дека Милан е дечко кој што сака да се покажува или да прави некоја себе промоција. Значи човекот се вратил од странство, замислете, и направил жртва да се врати во Македонија да живее и да твори и да прави. И покрај тоа што тој работи, тој ја прави својата, ова го прави од љубов. Така да тоа се цени. Така. Тоа се цени и сакам младите да се се повеќе такви и да земат пример од личности како тебе, значи да го прават тоа што го сакат и да го прават со љубов.
И да, знаеш, додека си млад, стварно правиш жртви, не гледаш, се повеќе луѓето гледат само за себе си од таа себична страна, знаеш. Така да, супер, за тоа ти викам, имаш голем поздрав за ова што го правиш. Благодарам многу, значи јас па викам, во ми беше како ептен, тоа ми е замислата да биде домашно, буквално во кај мене дома, домашна атмосфера, виски, миски, и за тоа е му обед, значи не е кафе, мафе, нешто, интервју, нели, сега, значи гледаш дека само опремата не е некоја професионална, ама е функционална и мене ми е тоа битно, значи убаво пренесува поруката. И кој сака да гледа, кој не, јас гледам да имам интересни гости, гледам да имам интересни теми, натаму обично млади, амбициозни, успешни луѓе или не мора значи дека се млади, ама така некои што си ми оставиле впечаток пример во животот и што сакам, што мислам дека вредат да се експонират. Така да благодарам многу што дојде. Благодарам многу на разговорот. Имаме, мислам дека имаме уште многу за разговарање, така да уеднина планира си некој разговор ќе има, не е проблем. Чек сега завршуваме ли го разговор или муште? Пак саш ќе се допиеме, не е проблем. Тогај, може на друго. Шопска или? Виски шопска. Пошто таа е при крај, имам уште 10 минути, може некаде максимум некам да го прекинам, со меморија, треба да се зема малку поголема картичка, така да некам да испадне шорт за тоа. Ама не е страшно, Сара вика нареден пат ќе има и мезе, нешто ќе ставаме тука ќе места. Јас сум тревопасна, ама не е страшно ќе мезне нешто сладка малка ќе ставаме. Салата бе човек, дај. Не е страшно, ќе помогне. Нешто зелено дај да не биде на сон. Да легне. Така, дури тога, дури се запиеме, брат, дури тога. Тоа може да дојде до подкастот, може да отиде под масто. Така, инче, Шунешка, благодарам многу што дојде. Секој успех на ако имаш уште натаму драма, ако нуш некои места, чекам стендап у наредните неколку месеци. I'm expecting you. И кога ќе има, сакам ако ќе излезе, ако сакаш може ќе направиме еден чисто промотивно пред тоа да излезе уште еден чисто само за стендапо и така прилика, не е страшно. Значи само да го напишем и после тоа тераме. У Скопје изборам на штипски, у Штип изборам на литературно, малце со скопски мешан. Малце да ги збркам. Така. Стендап, кога сум прил на штипски, да. Да. Пошто да ти е тоа. Така треба да го вадеш го, тоа е сами од себе си. Да, али правиме така да мора, show must go on. The show must go on. Баш така. Show must go on. Ефтим, благодарам многу. Братцу. Благодарам многу. Дечки, поздрав. Благодарам. Се гледаме. Ако се довршиме, па е така. Ја ојде. Така. Чао. Чао.